Почитувани колеги, само ќе дадам еден краток осврт за двете точки кои што се денеска на дневен ред. И двете точки се заеми и исто како во продолжението на претходната седница, кога имавме три точки за задолжување на државата и кога се задолживме 355 милиони евра, само на оваа седница Република Македонија ќе се задолжи за нови 143 милиони евра. Тоа практично значи дека за помалку од 7 дена оваа влада преку собранието кое што треба да гарантира за овие долгови, ја задолжи Република Македонија за нови 498 милиони евра. Практично 498 милиони евра, кои што на почетокот на годината не беа предвидени во дефицитот, се случуваат на помалку од 30 денови до новата година. И она кое што е особено загрижувачки е што во собранието има уште два заема за кои што собранието треба да гарантира, а државата да се задолжи дополнителни 200 милиони евра, како и има најава за пристигнување на уште два нови. Што е суштината на ова што го говорам? Тоа е уште еден доказ дека Република Македонија, по она кое што може да се прочита во текстовите на заемите, е економски пропадната држава која што има веќе проблем со ликвидноста за да ги сервисира и регуларните обврски. Ако ја видите точката број 1, која што денеска е пред пратениците, ќе видите дека се задолжуваме 50 милиони евра кои што треба да бидат дадени на Банката за развој за зелени обврзници. И тоа не би било толку индикативно доколку владата е таа која што на владина седница не им дава пас на општините и тие самите да издадат зелени обврзници. Конкретно тоа е случајот со општината Аеродром. Отпочната процедура, завршена низ сите државни институции, добиена позитивно мислење и од Министерството за финансии, и од институцијата за харти и од вредност, и закочена е, не се става како точка на седница на влада. Истото тоа е случај со општината Газибаба, со општината Бутел, со општината Илинден, со општината Штип. И сега од една страна е малку лицемерно да ги кочите општините заради тоа што не ги управуваат градоначалниците од вашата партија, од другата страна собранието да ви гарантира дека вие ќе издадете 50 милиони евра за зелени обврзници. Нема никаква разлика помеѓу суштината, но има само во формата која што кажува дека сепак во оваа држава има одредена политичка дискриминација. Од аспект на втората точка за која што сега во моментов говорам, се работи за 93,8 милиони евра за буџетска отпорност. Многу креативен назив за буџетска ликвидност. Овие 93 и тие 190 кои што чекаат на ред, практично значи дека државата во 12 месец за 2023 година има потреба од отприлика 300 милиони за да може да ги изврши своите обврски кон граѓаните и кон стопанството. Нема да кажам ништо дополнително, само ќе кажам дека ете ова нека служи како еден аргумент за сите оние тези, за сите оние размислувања кои што ги општат и експертите и сите оние кои што се вклучени во финансиските текови на нашата држава. Не може ќе ми дозволите да го искористам речникот на премиерот, кој што го кажа за Бугарија од аспект на воведување на дополнителна такса за газ, не може до 12 часот да се однесувате како луѓе кои што размислуваат и креираат мерки за народот да живее подобро, а од 12 часот натака во текот на денот да ја задолжувате државата за 788 милиони евра од 1 до 31 декември, само за еден месец. Само со оваа седница и со овие две точки паѓаат во вода сите оние проекции, сите оние тези и сите оние аргументи кои што ги соопштува мнозинството. Благодарам.